На 26 години Горијан Јовановски веќе е градска легенда. Тој посакува никогаш да не постоја причините поради кои стана познат. Но среќен е за својот придонес во борбата тие да се надминат. Па мислам дека после 4 години постоење на Мој воздух веќе доволно луѓе знаат дека надвор е загаден, дека навистина имаме проблем со загадувањето. Веќе не е тоа знак прашалник. Црвените кругови со трицифрени бројки драстично ја променија свеста за загадувањето на воздухот. Пораката што ја проширија е едноставна. Ова е страшно, мора нешто да се стори. Ова се луѓето што не чекаат решенија, туку ги бараат. Не креваат раце, туку ги засукуваат ракавите. Познати им се и пречките и неуспесите, и тешките услови. Се борат со бирократски лавиринти, недоречени закони, партиски притисоци, приватни интереси. И не се откажуваат. Тие се носители на промени. На работа им помага на луѓето од целиот свет да земат здив од секојдневието и да отидат на патување. Работи како софтверски инженер за холандската компанија Booking. Во слободно време им помага на Скопјани и на другите луѓе во земјава да земат здив. Ја развива својата апликација Мој воздух. Комплетно беше големо изненадување Мој воздух да толку навистина тракција направи кај луѓето, дека навистина ќе почне да се шерува по социјалните мрежи, да се симнуваат толку број, мислам над 10.000 симнувања добивме само во првиот месец за Мој воздух, што беше навистина за мене чудно и неочекувано за еден таков мал проект кој што не очекував дека направи голем импакт. Малиот проект со голем импакт почнал како студентска вежба. Горијан се вежбал да направи апликација за оперативниот систем Android. Ги видел податоците на Министерството за животна средина и сватил дека тие можеле да се представат многу поедноставно. Така се создал Мој воздух, кој за кратко време стана главен извор на информациите за загадувањето на воздухот. Апликацијата била instant hit, но почетокот не е бил лесен. Горијан вложил многу за да се справи со нестабилноста и со изложеноста на хакерски напади. Корисниците биле воодушевени. Институциите не баш. Првиот мејл кој што го добивме од Министерството за животна средина беше дека не им се допаѓаат боите во самата апликација, што беше како еден ироничен момент. Но се надевам дека понатаму започнавме полека соработка и со самото министерство со цел колку толку едуцирање на граѓаните за да може да се постигне поголема свест, но и секако пружање на еден голем притисок врз самото министерство да сериозно го сватат овој проблем. Навистина ми е криво што некогаш луѓето забораваат дека иако може дојде пролет вака и сега све е чисто, дека за неколку месеци повторно ќе дојде зимата и повторно ќе го имаме истиот проблем. Проблемите не се решаваат само со информации. Тие ќе вредат само ако предизвикаат вистински реакции. Решенијата се познати, но треба да се применат. Моментот е сега да се натераме да ги смениме нашите навики, да искочиме нашата комфорт зона со цел подобрување заедничко на овој воздух. Многу сме зависни, например, во Скопје од колите. Автомобилот, да, е главно превозно средство тука, но има многу алтернативни начини на превоз кој што може да го примениме со цел намалување на загадувањето. Истото е и за грењето во домаќинствата и секако правење повторно голем притисок врз фабриките кои што секако допринесуваат до ова загадување и не се негде во позадина. Горијан повторно ќе помогне како што најдобро знае, со технологијата. Мој воздух веќе се шири надвор од границите на земјава, а целта му е да стигне до Вселената. Се надеваме дека со соработката со Европската вселенска агенција ќе може да дојдеме до детални сателитски слики кои што ќе прикажат точно каде е изворот на загадувањето, дали тоа би биле фабриките, домовите,
пожари и така натаму и ќе може да се интервенира точно на тие места. Младиот софтверски инженер често патува на релација Скопје-Амстердам. Патување што за него значи премин од почист кон понечист воздух и назад. Кога е во Скопје, најмногу го сака своето маало. И по децении градење, сообраќај, греење, сомнителна индустриализација и други погрешни политики што ја уназадија животната средина, се уште има места што изгледаат попристојно. Но ниту на нив им нема спас кога сивата покривка ќе легне врз градот. За мене најубав дел од Скопје е Козле, зашто е мој дом, зашто тука израснав сите овие години. И некако се уште се држи, можеби покрај чистите делови, но Скопската котлина е целосно зафатена од загадувањето во зима, така да нема најчист за жал дел во Скопје. Според сликите кои што ги гледаме од дроновите или од водно, кога ќе се качиме, навистина се гледа дека загадувањето го опфаќа целиот град. И е жално што нема чиста еко точка освен врвот на водно.